Евроатлантските интеграции на земјата во фокусот на средбите на Хан со владиниот кабинет и лидерите на политичките партии. По одржаната средба со премиерот Зоран Заев и присуството на владината тематска седница посветена на итните реформски приоритети за евроатлантските интеграции, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан оствари средби со останатите политички субјекти во државата. Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, придружуван од членовите на извршниот комитет на партијата Никола Тодоров и Антонио Милошовски. На средбата со Хан истакнал дека активностите кои се однесуваат на интеграцијските процеси треба да се исполнат и дека ВМРО ДПМН ќе ги поддржи сите реформи за кои ќе цени дека се од интерес за граѓаните. Тој посочи дека главна цел на владата на СДС не треба да биде само добивање позитивен извештај, какви Македонија имаше пред политичката криза, туку позитивна препорака за почеток на преговори за членство во Европската унија, стои во соопштението. Груевски се додава, истакнал дека ВМРО ДПМН сака да ја види државата што поскоро како членка на Европската унија и НАТО, што и впрочем и го заслужи, нешто што беше констатирано на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, како и во 2009 од страна на Европската унија. Од страна на ВМРО ДПМН биле истакнати и неколку загрижувачки тенденции, кои како што се наведува, негативно се одразуваат на актуелните состојби, градејќи негативна клима во државата и лошо одразувајќи се на демократскиот капацитет, интегративните процеси, соработката меѓу партиите и неопходност од консензус околу реформските процеси биле во фокусот на средбите на лидерите на албанските парламентарни партии Али Ахмети, Билал Касами, Мендух Тачи и Зијадин Села со еврокомесарот Јоханес Хан. Лидерот на ДУИ Али Ахмети изјави дека на средбата со комесарот Јоханес Хан разговарале за сите теми кои се однесуваат на интеграцијските процеси и дека ДУИ стои за сите договори кои ги потпишале. Мендух Тачи, лидерот на ДПА, не даде изјава по средбата со Хан и најави дека за неа ќе информира преку соопштение. Лидерот на БЕСА Билал Касами средбата со Хан ја оцени како добра, додавајќи дека се надеваат дека оваа влада ќе биде навистина реформска, иако досегашните чекори не ја потврдуваат таа определба. Ги дадовме нашите забелешки дека би сакале оваа влада навистина да биде реформска и движењето БЕСА ќе ги поддржи понатаму сите процеси Македонија да се врати на нејзиниот евроинтеграцијски пат, рече Касами. Последна на агендата на Хан беше средбата со лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села, а еврокомесарот по завршувањето на средбите истите ги оцени како драгоцени, додавајќи дека со сите соговорници ја нагласил потребата од конструктивна соработка и национален консензус за реформите во интерес на граѓаните. Посетата на Хан доаѓа 2 недели откако новиот претседател на владата Зоран Заев беше во официјална посета на Брисел. Овој пат Хан беше во малку поразлична улога, како учесник на владина седница, за разлика од претходните години кога беше во улога на олеснувач и клучен преговарач за надминување на долготрајната политичка криза.